сега сме тука распарчени. После 30 години се јавуваат точки на отпор без сила. Успееле да не зачмеат преку политички партии, преку мултипарти систем, кој е директно од западот носен за контрола. Македонската нација полека стана несуверена благодарение на нивното партиско трговија со нивните емисари од запад. Изборите не се повеќе народни. Изборите се од надвор пред време од директива. Што правиме сега? Како овај пат предавнички да ставиме стоп? Мислам, вие пред да дојдете, тука беше писано дека овај конгрес ги повикува сите они истомисленици, организации, дали тука или надвор во диаспората, за да можеме еден поширок план да се формира, за да можеме да действуваме и во они институции, иако I don't think I like United Nations, my friend. I don't think so. Иако не сум толку јас врзан со тие оние пост Втората светска војна организации правено од Америка. Дали ОПСЕ, дали Светската трговска организација, дали United Nations, дали НАТО или Европска унија. Тоа се е нивно. Ние апсолутно го заборавивме светов колку е мал, бидејќи ние само во една точка Западна Европа и Америка, Западна Европа и Америка. Ништо друго не гледаме. Ништо друго не гледаме. Благодарение на овие кои се представија пред нас дека навистина ќе бидат водачи на македонската нација во иднина и не излага две точки. НАТО и Европска унија. Само е рајот, таму е слободата, таму е иднината. Алтернатива нема опција. И во најтешката, мислам, ситуација алтернатива секогаш имало. Јас можам во Неготино да дојдам од таму, од ваму. Тој вика нема. Чекај, по која логика бе човече? Кој си ти? Who are you? Чи ѓавол си инсталиран тука? Па ме водиш само на две адреси. И едната адреса и другата не чека песен. И едната и другата. Затоа дојдовме до ова дередже да избегнеме одлагата нивна, бидејќи не водат на правичен пат. Затоа е изфракционализиран македонскиот народ. Дали тука или надвор во диаспората. Порано, она која се декларираше дека е промакедонска партија, од време на време ќе не посетеше во диаспората, полека кога почнавме да ги плацираме нивните лаги, почна да се дистанцират од нас. И сега почнува Скопје, од Скопје делегати да ни кажуваат како функционира западната демократија. А јас сум таму повеќе од половина века. И се чудам што вие барате постојано по запад. Зошто Брисел? Зошто Вашингтон? Зошто Нью Йорк? Што е цел? Ова е гневот збиен од 30 години во модерно време. Тоа е, јас тоа гледам тука, ова е гневот. И нема адреса каде да се пожалиме. Се е затворено. Не плаши се, домори, ние ќе ги направиме за вас работиме. Ние ќе ве однесиме во рајот. Со општеството целокупно. Не поединечно. Сите институции се заробени. Вие уживајте на ЕУ ќе ве рани. Фрустрирани провинцијалци во Скопје, те не содат во Скопје и ја барат адресата партиска да се доближат до
Медот каде е? Кога влегуваат во Скопје, како на диета да се изложени. По 3 години министри се гушки толкави, надујани толкави и се чудам од каде овие луѓе најдош тако висок стандард. Од водата. Скоро сите ги гледам. А допред тоа ги гледам како некој под Изгорецко полека тропа гледа каде може се добери до партијава. Оти во Македонија партиите стана биро за работување. За заработување. То само контролните. Тука е проблемот. Заработување. Тука, мислам, е кулминацијата на сета она лага што го изложија македонскиот народ 30 години. И повеќе. Од 91 година. Пред тоа да не навлегуваме, таа е друга сфера. За друг. Да. Сега, знаеме дека предавство прават и едните и другите. Знаеме дека сувереноста ја изгубивме. Уште пред долго време, 2001 година, ние немаме сувереност. Сувереноста е собственост на носителот на една земја, историски, национално, културно, верски. Ние бевме суверенот. Македонецот не е повеќе суверен во сопстенава држава. Затоа што тие истите го примија предлогот од Запад дека вие од сега наваму сте граѓани. Држава на граѓани. Јас сум граѓанин во Канада. Државјани во Македонија сум. Граѓани сум од тој први не сум од семето нивно, друго јас сум покасно отиден таму. Јас сум малцинство. Кореното е тука. Малцинство. Со то примање на граѓанство, ние самите си ја прокоцкавме сувереност. Ние сме држава без фундаменталните корени што треба една држава да ги има. Бидејќи ми имаме такви политички лидери, тоа е проблем. Не можем јас сега, кога доаѓаат во Вашингтон и во Нью Йорк, јас не знам со кого преговарат. Не знам со кого преговарат. Последниот пат мој кој бев изложен со делегација од Македонија беше 96-та година со господин Любчо Георгиевски, покојниот Борис Трајковски во United States, во State Department, во Конгресот таму отидоме. Ова е пред 23-4 години. Лоби група ќе правиме. Конгресмени, сенатори, сега одиме лоби група. Ќе бараме лоби група. Што барате во вие? Лоби група. Каде запознам со дефиницијата на лоби група во United States. Терење на пари од адвокати. Терење на пари од адвокати. Ако сакате, ќе одиме. Покојно Трајковски прави некој термин со некоја патоме лоби група од Вашингтон ДС. И пред везо на 20 им викам. Овдека во овакви институции само мајка му на американци предавања. Англија. За другите држави, моја Русија не се занимава со вакви работи, Кина не се занимава со вакви работи. Нема ни ништо. Одиме директно, кратко време се запознавме и првото што и го спомна на Трајковски и на Любчо Георгиевски вика овдека само Great Britain не доаѓа. Другите сите доаѓа. Што барате вика од нас? Бараме од вас на една линија да застанете постојано, програмава на партијава да ја браните, за да можеме ние пополека да вршиме влијание во институциите на United States. Затоа мовам што?
за да предојде $1 милион. Evo se gledalo na 20 km. Kaj se пари? Where's the money? А вие дошли празни. Вториот пат вика $3 милион. А милионот веќе го дадов кај. Не, како дека не се милион. Се покачува. Ја мислам така ќе те правам. За белите очи го велам на македонците, Америка политикава не ја менува на дворешна. Целта ми е да ве запознам со тенденцијата нивна, кој се, што се. Вие не ги разбирате овие. Знаеме, ги знаеме. Вие ми кажувате приказки од Кеот на Вардар како функционира Вашингтон DC. Кога дојдеш таму, да живееш долго време, да се упатиш преку универзитети, да ги студираш детално, тогаш можам да седнам со тебе на маса и да зборам за нив. Со приказки покрај Кеот на Вардар, во даунтаун Скопје, ми реков ти рече, my opinion, your opinion, никаде не одиме. Најпрво треба да ги знаеме кои се овие луѓе, што им е целта, кој ги контролира. После ние можеме тек да бараме некој пат полесен, како можеби, ако не нешто друго, да намалиме ударот нивни против Македонија. Друг начин нема. Верувајте ме, ова е. Бидејќи Катара е во Македонија да спомнуваш било каква асоциација источна. Било каква. Дали воена, дали економска, дали културна, дали историска, дали верска. Катара е во Македонија. Кој го направил? Глобарите на Македонија го направили. И им инсталирале во главчето македонско во чорбава. Западот е рајот. Се е надвор од западот. Без алтернатива. Тоа е без алтернатива. Први вие зборувате многу пати, ќе апелираме до Запад, ќе апелираме до Конгреси, ќе апелираме до United Nations, ќе апелираме до Европска Унија, ќе апелираме до НАТО, ќе апелираме до Светска Лично република. не, тоа не го бараме ние. Кажуваме дека мора да имаме некакви врски, па ние после петиција што сме донесли тука, да ни помогнат да не предавството комплетно, да го спречиме ударот против Македонија.